Многу работа за модерна општина. Четворицата кандидати за градоначалници на Ѓорче Петров советувања за бројни проекти кои треба да донесат развој на општината. Лекарот Александар Стојковски ќе трча за втор мандат од 4 години. Освен промоција на сработеното во изминатиот период, тој планира Ѓорче Петров да биде првата енергетски независна општина во Македонија, а во програмата од 140 проекти влегуваат 3 нови спортски комплекси, доградби на основни училишта, нови градинки, прва катна гаража спроти новата општинска зграда, изградба на Мегапарк Македонија, како изградба на прв центар за примерна селекција на отпад. Стојковски вели дека ќе води сметка и за највозрастните жители. Покрај тоа што ќе пробиеме повеќе улици, Алексо Демниевски, Веле Марков, улицата Шарпланина, ќе изградиме и првата катна гаража во Ѓорче Петров. Продолжуваме да бидеме посветени на изградбата на современа и модерна спортска инфраструктура, како што тоа го правевме и досега, и покрај 8 изградени нови спортски терени, продолжуваме со изградба на 3 големи спортски комплекси. Кандидатот на СРСМ и коалицијата Коста Динацевски е поранешен пратеник од редовите на опозицијата. За него еден од приоритетите е населбата Александрија, за која планира да изгради нова градинка, основно училиште и решавање на сообраќајниот хаос. Исто така ветува 2 монтажни катни гаражи околу пазарот во Ѓорче Петров. Во делот на урбанизмот најавува суспензија на цели или делови од урбанистички планови кои што предвидуваат изградба на висококатници. Нема пари за решавање на проблемот со притисокот на водата, за алтернативно сообраќајно поврзување на Волково, Кисела Јабука, Ново село со Даме Груев и уште еден излез од населбата Даме Груев. Нема пари ни за пробивање на Лука Геров кон Стопански двор. Во мојот мандат фокусот ќе ни биде на решавање на овие клучни прашања. Адвокатот Александар Димитриевиќ е адутот на левица за иден градоначалник на Ѓорче Петров. И за него изградбата на установи за предучилишна возраст е приоритет за граѓаните, па ветува нова градинка во населбата Дексион, велосипедски патеки и повеќе зелени површини. Сакам општина Ѓорче Петров да биде урбанизирана, а не бетонизирана. Сакам да биде чиста, зелена и најважно безбедна. Сакам да им покажам на сите претходни градоначалници како навистина треба да се работи. Сакам да подигнам стандард кој што во иднина ќе го следат сите идни функционери. Да покажам дека еден човек може да работи во интерес на народот, а не во интерес на елитите. Дека граѓаните во општина Ѓорче Петров заслужуваат да имаат подобра и здрава животна средина. Коалицијата Искуство за успех на локалните избори го кандидира бизнисменот Љупчо Јаневски састав. Тој ветува модерна општина со нов училишен центар и нова сообраќајница кон населбата Даме Груев. Според него мора да се спречи неконтролираното ширење на општината. Да го промениме ДУП-от, да го промените ДУП-от со вклучување на Советот и тука да се изгради еден училишен центар. Каков училишен центар? Да се направи и градинка, тука има доволно простор. Да се направи и училиште, да се направи сала повеќе наменска. Тоа е во центарот на Ѓорче. Да. Можеме да и го искористиме простор. Во општинскиот совет на Ѓорче Петров има 23 членови. На локалните избори поднесени се 7 листи за советници со 161 кандидат.